Од утре Македонија ќе се подготвува за политичка ротација. Новата влада ќе одразува волјата на мнозинството албански гласачи, вклучувајќи го и мнозинството на Бадинтер. Со денешниот ден, со предполитичкото однесување, Али Ахмети ја запечати својата конечна изолација од сите релевантни општествени и политички чинители и фактори во државата, како и меѓународните партнери. Али Ахмети од денеска е најголемиот политички губитник затоа што тој заедно со Артан Груби и неговите пријатели кои во оваа кампања само демонстрираа ароганција и насилство, од денеска ќе заврши во политичка изолација од коалицијските партнери, од опозицијските партии, од странските амбасадори, од медиумите, од невладините организации, од меѓународната заедница. Албанците од денес имаат нов сериозен политички фактор кој достоинствено и гордо ќе ги застапува тој евлен. Вечерва започнува промената. Честитки. Денеска изборниот процес беше се само не демократски. За жал, државните институции кои имаат задача да го гарантираат процесот денеска повторно се ставија во служба на ДУИ. На терен, а особено на избирачките места, забележани се заменици министри, министри, директори, други партиски функционери и присуство на сите овие е документирано и во текот на следните денови ќе ги информираме представниците на амбасадите, наблюдувачките мисии за сите овие настани од изборите и други релевантни институции во земјата и странство. Сакам уште еднаш на сите да им објаснам. За насилството врз гласачкото право ќе се одговара. Јавно го прашуваме министерот за надворешни работи Бујар Османи, кој својот најголем успех го прогласи преседавањето со ОПСЕ. Како ќе го оправда бојкотот на изборите и примитивното однесување на денот на изборите утре пред меѓународните партнери?